Уште 5 дена до изборниот молк, политичките партии, коалициите и независните кандидати денеска пред граѓаните продолжија со представување на своите програми и кандидатите за градоначалници за локалните избори. Државната изборна комисија објави дека досега акредитирала 591 странски и 658 домашни наблюдувачи за локалните избори. Оттаму информираа и дека бројката на пријавени лица кои ќе гласаат од дома, болни, немоќни и изнемоштени лица е околу 9000 на ниво на цела Македонија. Во изборната хроника на Прва Скопска телевизија денеска по извештаите од денешните активности на претендентите за први луѓе на скопските и околните општини. Зелен спортски кеј, 40 километри вело и екокоридори. А што добивте? Ниту спорт, ниту зеленило, само кал, трње и заборав. Ѓорче Петров е оставен општина како да не е дел од Скопје. Делот од 1,5 километри од Влаја до Хром 4 години стои како символ на неработење. А тоа е само 1,5 километри. Ако некој не може да го поврзе тоа, како ќе поврзе град, идеи и луѓе? Зборуваме за град кој треба да функционира паметно, брзо и пред се честно. Град во кој системот, а не врските, ја движат работата. Таков град може да се изгради само преку вистинска дигитална трансформација, преку која администрацијата ќе стане сервис, а не бариера на нашите граѓани. Дигитализацијата е символ на ефикасност, транспарентност и законско работење. Токму затоа, уште како градоначалник на општина Кисела Вода, бев пионер во воведување на дигитални услуги во локалната самоуправа. Скопје можеше да биде многу подобро за животот на неговите жители, за скопјани. Сега не само што не им овозможува убав и пријатен живот, туку и го загрозува и нивното здравје и нивната безбедност, она што практично е најургентно што треба да се смени и што престои како прва и основна задача на идниот градоначалник на Скопје. Опашарените бараки кај Партизан конечно заминуваат во историја. Со расчистување на овој простор, кој со години беше запуштен и претворен во депонија, го враќаме во функција на граѓаните. Нашата цел е ова локација да ја уредиме и да ја подготвиме за идната намена. Изградба на основно училиште, предвидено во Важечкиот и во Новиот Дуб. Формираме фонд за поддршка на локалната економија, преку која младите ќе можат да добијат грантови, менторска поддршка, обуки и пристап до ресурси што ќе им помогнат да претворат идејата во реален бизнес. Ќе им дадеме шанса на занаетчиите, дизајнерите, уметниците, стартап компаниите и сите што имаат храброст да создаваат нешто свое. Токму овде во центар ќе создадеме простори каде што младите ќе можат да работат. Јурумлери денес е символ на негрижа и забора, населба со најголем број на диви депонии, создадени токму од локалната власт. Депонии кои во изминатите 4 години станаа центар на зараза и опасност за здравјето на жителите. Во мојот мандат, уште во првите 100 дена, ќе ги чистиме сите депонии, вклучувајќи и овие тука. На местото каде што сега има отпад, ќе никнат паркови, детски и спортски игралишта, а на дел од депониите по нивното чистење ќе поставиме и термални камери за да ставиме крај на повторно создавање на истите. Но јас верувам дека вистинска силна општина не се гради од бетон, туку од луѓе. Образованието и грижата за децата за мене не се трошок. Тие се највисока форма на инвестиција. Затоа, јас ќе направам се што е потребно, ниедно дете во Карпош да не остане на листа на чекање за градинка. Да го направам проектот кој што го мислам со години. А тоа е регулирање на фасадите на сите стари згради на Чајна. Зградите кои што немаат лифтови, ќе добијат нови лифтови. Бидејќи не само што тоа недостатокот на лифтови го отежнува животот, ја намалува вредноста на становите, особено во горните спратови. Колку е повисоко спратот, толку е помала вредноста само заради тоа што нема лифтови.
Неговото дете е безбедно во училиштето. Ова е Чаир што го градиме. Чаир на еднаквост, грижа и солидарност. Општина што работи, дели и се грижи за сите. Општината што зборот го претвара во дело и секојдневно покажува дека добрата политика е она што го подобрува животот на граѓаните. Нашите деца се нашата иднина. Ако го инвестираме во нив, инвестираме во иднината на Чаир. 30 години нашата општина беше оставена на страна, ограбувана од оние што ја гледаа само за лична корист. Чучер Сандево како да беше привилегирана приватна фирма на поединци сите овие години. Затоа денеска имаме нефункционално комунално предпријатие, нефункционална пречистителна станица, дури ни ѓубрето не можат да го соберат, па ни седи со денови по улициве. Нашата општина е со најголем еколошки потенцијал, чист воздух, чиста природа и е најпосекувана дестинација за живот во Скопје, од сите општини во Скопје. Со зголемување на бројот на населението се јавува потребата и за поголема безбедност и поинтензивно присуство на полициски службеници. Затоа ќе отвориме полициска станица, а паралелно токму на ова место овде ќе изградиме нова зграда за полициска станица која ќе ви служи вам, граѓаните. Со отварањето на новата станица во општина Илинден го зајакнуваме јавниот ред и безбедноста на нашите граѓани.